Кажи ми, кои од политиките кои што ги води ВМРО-ДПМН се десничарски? Па на пример ВМРО-ДПМН воведе субвенции во земјоделие. Таа мерка, иако сум десничар, до некаде ја поддржувам, пошто не можеме да конкурираме на европскиот пазар без субвенции и помош од државата. Иако е погрешно, не се бара квалитет, не се бара квантитет, нема развојна компонента, не се бара од земјоделците. Тој дел е погрешно поставен. Ова што дава социјално за општините што помагаат плюс на пензионери, даваат пари, тоа е десничарска политика. Давањето пари за дете, второ дете, трето дете. Тоа е социјалистичка. 90% од мерките кои што ги има ВМРО-ДПМН се левичарски. Ние... И не се класични левичарски, него се закупување на мир, социјален мир. Многу глупо е, на пример, да ние се аргументираме дека можни решенија како би можело држава да биде подобра и нашите решенија во суштина се десничарски. Меѓутоа ти немајки што да кажеш, овдека ми кажеш вие сте за ова и за она, ама не сте за ова. Па аргументирај, добри ли се овие работи или не се добри овие работи? Не ми каже ја за кои сум. Да можам, ја би направил регистар на партии го вадам и ги бришам комплет. Па ќе се регистрираат наново, па некако после да видиме. И систем Швајцарија. Се научи овој народ дека треба сам да си ги носи одлуките. А не гласај, абе, нека му е мисли он. Како? Нека му е мисли он бандити цело време. Кој да мисли бандит, размислува бандитски. Демек ја го гласав, сега нека работи. Многу си направил. Секоја поголема одлука референдум. Ама сакаме субвенциите да ги зголемиме, референдум. Сакаме нуклеарка, референдум. Сакаме да ги ставаме патиштата под концесија, референдум.